Драги ученици, на овој час ќе учиме наставната содржина, професионален и кариерен развој по предметот граѓанско образование за 9-то оделение. Но најпрво да се запознаеме со целите на наставниот час и очекуваните резултати по завршувањето на овој час. Цели на часот се: ученикот да ги идентификува своите предности и јаки страни во развојот. Ученикот да ја согледа потребата од планирање на својот професионален и кариерен развој. Очекувани резултати се: ученикот да ги истражува можностите за продолжување на образованието и нивното влијание врз избор на професија. Ученикот да демонстрира позитивен став кон учењето преку примери кои ја докажуваат потребата од доживотното учење. И ученикот да поставува реални цели за учење и лично напредување. За овој час ќе ви бидат потребни тетрадка и пенкало или пак А4 формат бели листови. Сега во вашите тетрадки запишете ги следните две прашања. Прво прашање: кои се вашите желби и соништа за воиднина? Второ прашање: со што би сакале да се занимавате кога ќе бидете возрастни? Стопирајте го видеото, размислете и напишете ги вашите одговори, а потоа продолжете да го гледате. Следната вежба се вика мојата лична анализа. Односно, мојата лична анализа се состои од 4 точки. Прва точка – јаки страни, втора точка – слаби страни, трета точка – можности и четврта точка – ризици. Секоја од овие точки има прашања. Јаки страни. Што правам добро и кои уникатни вештини ги поседувам? Што знам повеќе во однос на другите? Што гледаат другите во мене како предност? Слаби страни. Што треба да се подобра? Во што имам помалку вештини од другите? Што сметаат другите дека е мојата слабост? Можности. Кои можности се отворени пред мене? Како она што го знам и во што сум добар или добра, можам да го искористам за да ги постигнам моите цели? И ризици. Што може да ми попречи на патот до моите цели? На какви ризици ми изложуваат моите слаби страни? Стопирајте го видеото, размислете според дадените прашања и напишете искрени одговори, а потоа продолжете да го гледате. Откако ги напишавте вашите одговори, сега би сакала да ви поставам две прашања. Дали оваа вежба ви помогне да се самоосознаете? Размислете. Како можете овие сознанија за себе да ги искористите во вашето планирање за избор на понатамошното образование? Повторно размислете. Одиме понатамо со следната вежба. Следната вежба е тест на интереси, односно тестот на интереси ќе ви помогне да откриете која кариера е соодветна за вас. Меѓутоа, резултатите не се пресудни за вашите понатамошни одлуки. Првиот чекор. Прочитајте ја секоја изјава. Ако се согласувате со изјавата, пополнете го кругот. Она што е важно е дека нема погрешни одговори. Вториот чекор. Соберете ги пополнетите кругови во секоја колона, а за вкупен збир соберете од двете исти табели. Третиот чекор. Според вкупниот збир од двете колони, запишете го крајниот резултат подолу. И последниот чекор, запишете ги трите букви со најголем број на поени и запишете ги како под мојот код. Мојот код е всушност вашиот резултат. Да ги погледнеме резултатите. Доколку вашиот код се состои од трите букви Р, А и П, тоа значи дека вие треба да ги прочитате овие три колони, односно за реалистичен, артистичен и предприемач. Реалистичен. Овие луѓе сакаат механички или атлетски занимања.
Препорака за овие луѓе се земјоделство, здравствени работници, компјутери, градежништво, механичари, машински инженери, храна и угостителство. Поврзани насоки се природни ресурси, како што се вода, сонце, руда и така натамо, здравствени услуги, индустријска инженерска технологија, уметност и комуникации. Истражувач. Овие луѓе сакаат да наблюдуваат, учат, анализираат и решаваат проблеми. Препорака за овие луѓе се морска биологија, инженерство, хемија, зоологија, медицина, хирургија, економија на потрошувачи. Поврзани насоки се психологија, здравствени услуги, бизнис, јавни услуги, индустријска инженерска технологија. Артистиче. Неструктурирана средина, повеќе сакаат неструктурирана средина, каде ќе можат да ја изразат својата креативност. Препорака за овие луѓе се комуникации, козметички услуги, ликовни и драмски уметности, фотографија, радио и ТВ, внатрешен дизајн, архитектура. Поврзани насоки се јавни услуги, уметност и комуникации. Социјален. Овие луѓе повеќе сакаат да работат со други луѓе отколку со предмети. Препорака за овие луѓе се советување, нега и грижа, физикални терапии, патување, рекламирање, односи со јавност, образование. Поврзани насоки се здравствени услуги и јавни услуги. Предприемач. Овие луѓе сакаат да работат со другите и уживаат во обидувањето и изведувањето. Препорака за овие луѓе се модна трговија, недвижен имот, маркетинг, продажба, право, политички науки, меѓународна трговија, банкарство, финансии. Поврзани насоки се бизнис, јавни услуги, уметност и комуникации. Конвенционален. Овие луѓе се организирани, ориентирани кон детали и сакаат да работат со податоци. Препорака за овие луѓе се сметководство, судско известување, осигурување, администрација, евиденција на лекови, банкарство, процесирање на податоци и поврзани насоки се здравствени услуги, бизнис, индустријска инженерска технологија. Резултатите од тестот споредете ги со вашите тековни планови за упис во средно училиште. Сега повторно сакам да ви поставам неколку прашања. Колку ви беше тешко или пак лесно да се проценувате себе си? Размислете. Што ви беше најтешко да процените, а што ви беше пак најлесно? Што ново дознавте за себе? Како мислите дека овие активности ќе ви помогнат да размислувате за она што би сакале и би можеле да работите во иднина? Повторно размислете. Одиме понатаму со следната вежба. Размислете и изберете еден вид на образование во кое сакате да се запишете во средно. И со кратко образложение објаснете зошто сте го избрале тоа. Сакам моето понатамошно образование да го продолжам во гимназиско образование, геологија, рударство и металургија, градежништво и геодезија, графичарство, економија, право и трговија, електротехника, здравство и социјална заштита, земјоделство, рибарство и ветеринарство, лични услуги, машинство, сообраќај, транспорт и складирање, текстил, кожа и слични производи, угостителство и туризам, хемија и технологија, шумарство и обработка на дрво, спортска гимназија, друго. Од овие одберете едно, а потоа напишете: размислувам за овој вид на образование затоа што сакам. И напишете го вашиот одговор. Стопирајте го видеото, направете оваа вежба, а потоа продолжете да го гледате. Конкурсот за запишување во јавните средни училишта ќе го најдете на страната на Министерството за образование и наука. Задача: истражете ги можностите и бараните критериуми за упис во средно образование.
Да се работи значи да се вложи труд за да се направи нешто, некаков производ или пак да се дадат услуги. Например, работата на архитектот е да нацрта и да испланира како ќе изгледа некоја зграда. Зградата е производ, а работата на докторот е да прегледува и да лечи луѓе кои се болни. Односно, докторот дава услуги. Архитектот и докторот работат за другите луѓе да имаат каде да живеат и да бидат здрави. Многу е важно додека работиме постојано да се трудиме, да бидеме подобри и да научиме нешто ново. Тоа се вика градење на кариера. Например, Денис сака да изгради кариера на добар фризер. Затоа тој планира да заврши средно фризерско училиште, да оди на пракса кај некој од најдобрите фризери во градот, да започне со практична работа во фризерски салон, да се вработи редовно во салон, па подоцна можеби да отвори свој. За да биде добар фризер, треба и постојано да посетува обуки, да купува списанија и да посетува сајми за да дознае кои фризури се модерни и кои производи се користат. Кариерата ги опфаќа вашето знаење, работните места, како и она што го правите во слободното време. Например, волонтирате, читате книги и така натаму. Вие сами избирате што ќе биде вашата кариера. Тоа што го гледате, зашто учите, зашто се зборува дома или пак можеби го работат вашите родители, влијае врз тоа што ќе одберете како кариера. Планирање на кариера не значи само бркање на работа или пак студирање нешто. За добро да се испланира кариерата, важно е: првиот чекор, да знаеме што ни интересира, во што сме добри, што и каде би сакале да работиме. Вториот чекор, да прашуваме и да разговараме со луѓе кои знаат, како например родителите, старатели, наставници, стручната служба во училиштето, општината, успешни бизнисмени, за тоа кои професии се најбарани во моментот. И третиот чекор, да си поставиме цели, односно, што сакаме да постигнеме и како планираме тоа да го постигнеме. Ви благодарам на вниманието.